civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кои се безбедносните ризици со кои се соочува светот, а со тоа и Северна Македонија? И како нашата држава САД и НАТО ќе се справат со хибридните напади? Ова е прашање како и за подолго интервју. Уште во стратешкиот одбранбен преглед кој што го носевме пред членството во НАТО како подготовка на домашните реформи, кажавме дека главните ризици се помалку конвенционални, а многу повеќе хибридни, и дека капацитетите за справување со овие ризици навистина мора да бидат помобилни, пофлексибилни, да одговараат на тие нови предизвици. Меѓутоа, НАТО како сојуз вели вака: мора да се подготвуваш и за конвенционалниот ризик, и за тоа да градиш капацитети, мора да се подготвуваш и за новите, сајбер, хибридни закани. Ние како држава мораме да си ја гарантираме и сопствената безбедност, но како членка на НАТО сме дел од таа колективна одбрана, користиме ресурси на други држави, но и ние треба да придонесуваме. Од 2022 година, ние воглавном ќе придонесуваме, согласно побарувањата на НАТО и одбранбените способности кои од нас ги очекуваат, ќе придонесуваме со конвенционални сили. Меѓутоа се разбира дека и дома ги градиме капацитетите за овие нови закани, хибридни, сајбер закани. Минатата недела, на крајот на седмицата, го подпишавме меморандумот за разбирање со НАТО околу помош на Северна Македонија во справување со сајбер предизвиците. Сакам да се заблагодарам и на Соединетите Американски држави кои што уште од 2018 година испраќаат тимови со кои што ни помагаат да ги градиме овие капацитети. Ова не се капацитети кои се градат преку ноќ, ниту пак се градат лесно. Ќе ви кажам една информација дека и НАТО постојано е во потрага по дополнителни ресурси, особено човечки ресурси, за да ги насочи кон овие прашања. Меѓутоа, во делот на справување со сајбер и хибридните закани, како релативно млада, мала држава со поскромни ресурси, акцентот го ставиме да учиме од подобрите. И затоа на овие теми соработуваме и со САД, соработуваме со Европската Унија, а сега ја засилуваме и поддршката на НАТО. Тоа е предноста на членство во Сојуз. Можеш да ги искористиш и да ги развиваш своите капацитети со помош на нивните. Немам што дополнително да додам, но само сакам да кажам дека е навистина понекогаш и впечатливо кога знаете дека две земји кои што се целосно различни по однос на нивната големина, како Соединетите Американски држави Македонија и Северна Македонија, кои што се членки на НАТО, имаат многу слични безбедносни предизвици и навистина сметам дека е многу добро тоа што сме дел од еден сојуз за заедно да се справуваме со ваквите предизвици. Минатата недела амбасадорката беше дел од НАТО министерскиот состанок, каде што имаше можност да разговара со секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави во однос на справувањето со идните предизвици и исто така ми представува задоволство што и денес дури работиме на справување со тие предизвици. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.